Баже на почеток да ти заблагодарам за одвоеното време да го направиме овој убав разговор за гламур. И мене ми е задоволство што ќе имаме можност да разговараме и да се дружиме за гламур. На почеток би сакала да те навратам на детството. Како детство имаше Баже, каде го помина, во кој дел од Скопје? Па имав убаво детство, можам да кажам, среќно детство. Растев во населбата Козле, во скопската населба Козле. Од на 2 годишна возраст дојдов во Скопје, после земјотресот од Белград дојдовме. Тогаш се направија, се создадоа услови да се населиме тука, во новата населба, нели, после земјотресот. Моето детство помина во тие години како што прилегаше, нели, без интернет и без телефони, со игри на улица и лето и зима. Летно време, летата ги поминував на Вардар, во Нерези. Зимата исто така беше убава, надвор на улица, се лизгавме, Ожданец надолу. Едно убаво детство. Неминовно беше да биде музиката дел од твојот живот, бидејќи потекнуваш од музичко семејство. Сите ние го знаеме твојот татко Мате Груевски, кој што навистина остави многу хитови, ги напиша и твоите први песни. Беше дел од музичката продукција на МТВ. Како започна твоето патешествие со музиката? Што прво почна да изучуваш инструменти и кои инструменти? Па јас со музика започнав уште во најранните детски години, имав афинитет за музика. Почнав со виолина, во нижо музичко. Татко ми имаше желба, и јас имав желба, сакаше татко ми да бидам музичар, а мајка ми сакаше да бидам нешто друго. Што било, само не музичар. Она велеше да бидеш интелектуалец. Јас некако балансирав меѓу тие нивни желби и ете, мислам дека и на 20-та им ги исполнив нивните желби, бев и новинар. Отидов во гимназија после основно училиште, завршив гимназија, па факултет по новинарство, па бев новинар. Меѓутоа музиката никогаш не ја оставив. Секогаш паралелно беше тука и дури некаде 2004 година решив да ставам крај на тој двоен професионален живот. Решив да бидам само музичар. Односно да се занимавам само со музика. Туѓино јабано беше песната која што Баже го препознаа на фолк сцената како фолк пејач. Па да, таа песна ја сметаат за моја лична карта, затоа што сум таа песна почнав уште како член на групата Меракли, заедно со нив. Настапивме на Цветници 93-та. И до тогаш немавме ние знаење што се случува со песната. Немаше фидбек, немаше интернет, само телевизија и радио, нели? И по тој период некако кај мене се настана некој пресврт. Сум го раскажал тој момент многу пати. Тој пресвртен момент беше песната Јано Јанинки. И од таа песна почна мојот професионален ангажман како пејач. До тогаш бев само музичар. Меѓутоа, знам дека првично не си сакал да ја снимаш Туѓино јабано. Како си се колебал? Па не сакав ни Туѓино јабано, ни Јано Јанинке, но ето така сплетна околности. Излезе јас да пеам Туѓино јабано од групата, иако не бев пејач. А потоа, на инсистирање на татко ми, да снимам и Јано Јанинке. Бидејќи јас веќе ја напуштив групата, сакав да се посветам на новинарство. Ние немавме представа што се случува со песната. А Туѓино јабано веќе во меѓувреме станала голем хит во цел свет, кај нашите иселеници.
но тоа го дознавме дури подосна. И јас дури не сакав да снимам ни другата песна, Јано Јаники, која ми ја понуди татко ми. Тој веќе имал нешто предчувство дека нешто може да биде од мене, а јас сакав да се посветам на работата. Не. Такви беа времењата тогаш, 93 година. Но ете, коцките така се склопија, судбината сакала да ја снимам таа песна и да стане голем хит во тоа време. И јас решив да продолжам со музика напоредно со новинарството. Тоа траеше десетина години и потоа решив да мораше нешто да отпадне. Новинарство и музика не идат заедно. Беше и водител на емисијата Везилка подолг период. Да, тоа беше 2 години хонорарен ангажман. Со задоволство прифатив таа понуда од тимот што беше на Везилка, заедно со Ирена Спировска, да бидеме тандем и заедно и со Адријан Алачки. Помина 2 убави години таму, беше интересно. Не беше ни лесно, како што мислев дека ќе биде. А тие снимања бараат, нели, исто малку ангажман и трајат долго. Но се на се сум задоволен од таа соработка. Знам дека имаше понуда за една музичка емисија исто да водиш. Што се случи околу тоа? И дали ако ти се понуди, еве, некоја таква понуда би прифатил? Да, има таква опција. Доколку би понуда, зашто да не? Имаме само разговарано на таа тема. Ако би влегол пак во тие води, водителски, тоа би било секако исклучиво музичка емисија. Од мојот домен, од народна музика. На Валандово со дуетот со Василија Петрова, што си ветивме, добивте награда, втора награда ми се чини, така? Да, втора награда. Како дојде до соработка со Василија, бидејќи нели ете успешен дует направивте и имавте прекрасна изведба. Како дојде да се создаде песната? Па сосема спонтано дојде таа идеја. Ние инаку приватно се дружиме, сме добри пријатели. И таа идеја дојде спонтано. Песната е на Григор Копров. Ја имавме веќе песната и се бараше кој ќе биде другиот партнер во дуетот, нели? И во една средба со Василија, мене ми текна, бидејќи немавме пејачка. Јас си предложив дали сакаш да пееме дует. Таа рече да ја чујам песната и кога ја слушна многу и се допадна. А не очекував дека ќе се допадне тој стил. И ете така настана дуетот и драго ми е што песната и дури доби награда. И сега, со која друга пејачка би снимил дует, ама на ново компонирана песна? Еве од, да кажеме, Сузана Ѓавазова, Стојна Николова или Анета? Има доста пејачки со кои би изработил дует. Сега зависи од песната. Од типот на песната би се одлучил и за дуетот. Зависи, ако е некоја весела ритмична песна, најверојатно би ја снимил со Сузана. Ако е некоја по-баладична, може би со Анета или со некоја. Имам доста колешки, фала. Би сакала да те прашам исто за еден момент кој што го помина, тоа беше во текот на короната. Многу тешко ја помина короната. Па беше доста драматично. Короната не беше она што јас мислев дека е нешто тралала. И бев многу самоуверен некако. Во тој период кога беа тие моменти, нели, луѓето беше намалено движењето. И јас не можев да се помирам со тоа и имав интензивни дружења, шетање на омо натаму. Меѓутоа се покажа дека короната не била играчка, барем во мојот случај,
Јас тешко поминав. И така, меѓутоа, благодарение на некои сплет на околности, на добра лекарска интервенција, брза, во последен момент и веројатно мојата виталност и волјата на Бога, јас сум се уште тука на овој свет. Да ни го пишеш оној момент што си го доживал. Па имаше критични моменти меѓу 5 и 6 февруари 2021, мислам дека беше. Тоа беше моментот меѓу животот и смртта. Таа ноќ беше критична, кога бев префрлен од една во друга болница и некако не можам да кажам како, само со Божја сила мислам дека преживеав. Мислам дека и малку отидов во другата сфера. Чуден момент доживеав. Некои велат дека е халуцинација. Па отидов во еден простор пред една огромна црна тврдина од гранит, мислам беше црн гранит, монолитен. И немаше крај ни лево ни десно, високо, например, колку зграда, една 20 метри, 10-20 метри. И беше се темно и некоја снежна виулица. Така го доживеав тоа, но немаше влез, немаше порта или врата кај да влезам. И наједнаш се вратив назад во овој свет. Значи не било времето. Така. И сега во брак си со Ирена, претходно беше во брак со Татјана, го имате синот Марко, Матеј од првиот брак и Марко од вториот. Во една прилика кажавте дека вашиот развод бил лесен развод. Постои ли лесен развод и ако е лесен, зошто и како бил лесен? Лесен може да биде технички. Ниједен развод не е лесен во емотивна смисла. Меѓутоа, генерално, ако може да се каже дека некој развод е добар или лесен, мојот бил таков. Затоа што бевме во сосема убави човечки односи со поранешната сопруга, со Тања, таа е прекрасна личност, така што сето тоа лесно се надминаа тие технички моменти. Ден денеска исто комуницирате, си се дружите ли понекогаш? За дружење не, животот нели секој го носи на своја страна. Меѓутоа да, имаме добра релација. Поголемиот син е веќе свој човек. Си живее свој живот, си работи. И сега сте со Ирена, како е да си има помлада сопруга? Па, убаво, коегзистираме. Добро се живее, борба е, секојдневниот живот е борба, обврски околу и грижа за синот кој е во адолесцентни години, 5-16 години. Треба да се внимава на училиште, на излегување и тоа. Љубоморна ли е Ирена? Не, па мислам дека и не би требало. Мислам дека нема причина. Мојата професија е онака тешка и деликатна и напорна, со многу патувања по патишта, по авиони. Има и проблеми во таа професија, не е само она што луѓето го гледаат на екранот. Не е лесно, така што дополнителни проблеми и тензии не се потребни. Околу тоа немаме проблем. Генерално каков татко е Баже? Како себе би се опишал како татко? Па не сум нешто многу претерано грижлив, мислам дека и тоа не е добро. Треба човек да е реален и со децата да си има еден реалистичен пристап, без многу драма, без... Има моменти, нели,
особено во адолесцентните години, во пубертетски години, децата се нели малку по-специфични. Тој период го поминуваме сега, но со еден по-рационален пристап, по-реален пристап, по-приземјен, мислам дека може да се надминат тие моменти. Конечно, сите сме биле во тие години. Твојот брат, Ташко Груевски, е исто така врвен музичар, добар композитор, односно одличен, кој што веќе последниве песни ми се чини тој ги работи за тебе. Но некако како да не се експонира толку многу. Се дружите ли, се гледате ли често, со работките се уште ли се со него? Имаме и добра дружба, а и соработка во последниве години. Тој покрај нели музичар активен се активира и се ангажира како автор на музика, направи повеќе добри песни во соработка со некои пеачи и автори на текстови, како Огнен Недолковски, Борче Нечовски и така натаму. Дури мислам дека и некои своји тексти има напишано. Ете имаме со Гоце Пековски убава песна што ја направи Таше. Кај него е карактеристично што е специализиран за акустична музика и има мало свое студио во кое работи исклучиво акустичен пристап има, акустична музика, каде што он свири гитари, тамбури, контрабас, бас гитара и така натаму. Исто така имаме и две убави балади од него, со кои настапив на Прилеп фест. И сега вака во една прилика велите, јас ја избрав песната за професија која носи секакви моменти, најчесто убави, но ја прифатив и одговорноста да се биде кај што треба и како што треба. Тоа беше случајот со твојот концерт, кога пред концертот за жал почина твојот татко, а твојот концерт беше посветен токму на него, а исто така и друг концерт пак кој што требаше да го имаш кога почина и твојата мајка. Како се носи баже со овие моменти? Тоа е дел од нашата музичка професија, естрадната професија. Човек мора да биде подготвен на секакви моменти. Тие беа тешки моменти во мојот живот, но јас ги прифатив такви какви што се. Затоа што тоа го носи животот. Еден ден секој мора да се соочи со тоа, загуба на родител. Татко ми почина 20 дена пред мојот концерт, солистички, и кој беше во ек на подготовки. И не беа лесни тие моменти, меѓутоа јас се фокусирав, знаев дека ќе биде и дека тоа беше и негова желба, тој концерт да успее, и му го посветив на него, и концертот навистина беше еден од моите најубави спомени во животот. Па потоа, после неколку години почина и мајка ми, јас веќе 2-3 дена по погребот, мислам, требаше да настапам некаде на некој концерт, каде што бев еден од учесниците, и не сакав да видам тој што ќе откаже настап. И така што човек треба да биде стабилен и силен во тие тешки моменти. Лесно е да сме силни кога е се убаво, нели? И кога е тешко на душата, треба човек да биде стабилен и прибран. Знам дека едно време се занимаваше со фотографирање. Од каде љубовта кон фотографирање? Па тоа ми беше на некој начин хоби, сосема случајно дојде. Добив на подарок еден старински апарат на филм, кој беа во тоа време, кои се користеа во 90-тите години. И така малку по малку ми влезе чевијата, па јас почнав и да читам литература, и така почнав да сликам, па и толку се занесов во тоа, дури одев на саем во Келн на фотокина, светски саем за фотографија и филм. Па почнав да сликам и полупрофесионално и така. И
Сега бидејќи навистина вашиот, како да кажам, музички живот, како што кажа, не е баш едноставен, често патувате, знам дека често патуваш за Германија, Турција, имаш настапи. Последно беше сега во Турција бевте. Како поминавте? Па одам често во Турција на моје задоволство. Во последниве 15 години почнав да одам таму. Има голем број наши луѓе кои живеат во Измир и Маниса, а сега и во последниот настап во Измит. Многу ми е драго што ете тие луѓе, особено сега со појавата последниве децени со појава на интернетот, нели имаат поголема комуникација и контакт со нашата музика, а тоа ги влече нив. И не само старите песни кои им останале во сеќавање, туку ги учат веќе и новите песни. Кажи ми, како пак го ресетираш умот? Каде ја црпиш енергијата? Што правиш? Некој хоби имаш ли друго освен еве музиката? Па јас она хоби што ми беше фотографија одамна го напуштив и решив ете да се посветам повеќе на музиката, а и на моето семејство, на себе си сам и на моето семејство. И мислам дека не погрешив. Уживам во она комоција што имам малку повеќе време за себе, за семејството. Сакам да одам на пазар, во маркет. И тоа е тоа. Тоа е делото од врските што јас сум ги прифатил. Околу состојбата на македонската фолк сцена, какви се твоите мислења и какви се твоите впечатоци? Не достига ли нешто посебно специфично што треба за вас еве како изведувачи да некако сето она што го вложувате во она што го правите, да некако поголем бенефит имате од сето тоа? Па, не знам како да кажем, ова е многу долга и широка тема, така што човек не знае од каде да почне ако сака да ги разгледува тие нешта. Македонската музика општо, а во тие рамки и ова наша со која јас се занимавам, народна музика, е во постојано опаѓање, со години опаѓа. Надолу причините се многу комплексни, не една причина, има 100 причини. Не знае човек од каде да почне. Се тоа оди паралелно. Паралелно паѓа поради X причини, нели? Медиумска експанзија, технолошкиот напредок, интернетот, разните платформи, YouTube и други, Spotify, што ја знам, луѓето имаат пристап до светска музика. Македонија е многу мала во таа смисла, на музички план ние сме мали и како држава сме мали, нели? Така што е нормално да бидеме под влијание на големите музички пазари, фактички ние сме дел од тие пошироки и регионален и светски пазар. Ние сме еден дел, мала честичка од тој регионален и светски пазар, така што не чуди дека нашата музика по самата природа на нештата стагнира. Не е ништо чудно. Не е тоа наша вина, ниту вина на медиумите. Иако многу лесно знаеме да кажеме медиумите се виновни. Ние сме виновни. Публиката е виновна. Тоа е, како да ви кажам, законитост. Имаат некои тие шоу бизнисот има своји законитости. Едноставно, и во шоу бизнисот големите риби, нели, ги конзумираат малите. Така што во Македонија доминираат кај публиката. Публиката преферира она што е актуелно на регионалниот и на светскиот пазар. Особено на регионалниот пазар. Меѓутоа, сепак, драго ми е што ете и во тие услови, сепак, не знам за другава музика, барем за нашава народна македонска музика, сепак наоѓа
начин да дојде до луѓето. Треба малку подкрепа, нели, медиуми и самата бранша да се подкрене малку, да работи на посовремен начин, но тоа бара и други услови, нели, бара финансии, бара меценство, спонзорство, а тоа спонзорство знаеме дека е насочено кон комерцијалните трендови, не е насочено кон нешто што е миле, нели. Така што се е исповрзано меѓусебно. Не можеш никого да го посочиш или ни една причина да посочиш како главна. Комплексно прашање. И сега веќе бидејќи долго време само обстојуваш од музиката, се живее од музика кај нас? Па илјадници луѓе живеат од музика. Илјадници музичари и изведувачи живеат од музика, тоа се потврди за време на короната. Најголемите жртви во таа пандемија беа покрај туристичките работници и угостителството, беше естрадата и естрадните уметници. Има цели семејства живеат само од музика. Естрадата не е само на што го гледате на телевизија. Луѓето мислат естрада се само пејачите што излегуваат на телевизија. Тоа е само мал дел. Огромниот дел никој не ги знае, а тие живеат од музика. Баже ќе има ли пензија? Кога ќе дојде време? Па од музика нема да има пензија, сигурно ќе имам од новинарството пензија. Значи со старост. Меѓутоа, јас мислам дека уште имам до пензија да работам, иако со годините од другата година свечено сум пензионер, официјално, но на музички план мислам дека уште нема да се пензионер. Каде ќе биде Бажа за нова година? За нова година уште не се знае. Уште не се знае. Може да биде секаде. Се надеваме дека еве навремено ќе ни информираш, па и ние преку Гламур нели да информираме каде ќе може да се забавуваат нели со вашите музички изведби, вашите интерпретации. Баже, јас тука некаде ќе го заокружиме разговорот, ќе ти се заблагодарам за овој кафе муабет со тебе и нели се надевам во некоја друга прилика повторно ќе направиме некој разговор, пак можеби нешто да промовираме и некоја нова песна. Ми беше задоволство, благодарам и поздрав до сите што го следат Гламур.